Па, како што знаете, кај нашето училиште првите случувања почнале во месец ноември и тие траеле до 15 декември. Едни 8 или 9 пати имавме лажни дојави за поставени бомби или експлозивни направи со такви работи. На тие мајлови што никогаш не дојдоа кај нашето училиште во мајловите, него во Министерството за внатрешни работи, секторот за комуникација, и тие ги известуваат секогаш. На првите тие денови се плашивме, читајќи тие закани, и беше, и ако се констатираше дека се тие лажни, паниката и траумата кај некои ученици, поготово кај ученичките, кај девојките, постанале многу сериозни. Па после тоа се констатирале дека тие беа лажни и со комуникација со секторот за внатрешни работи во Тетово и секторот за образование, тие успеале да идентификуваат еден од учениците. Тој жалосно беше и наш ученик во 4-та година, што службено информиран сум дека е признато делото само за еден ден од тој ученик. После тие дојави за бомби почнале и во втората полугодие. Чим почнавме со настава во јануари, одма во вториот месец почнале пак да се пак беше приведен ученикот, сослушан, и како имам сослушано и документирано дека е почнато постапка, кривична постапка за конкретниот случај, а за овие последниве дојави немам информации од Министерството за внатрешни работи или секторот за внатрешни работи Тетово, докај стигнале, бидејќи за дента кога зборуваме денеска, имам само слушнато од медиумите, пардон, од ваша страна, дека има уште 2 или 3 идентификувани, за тоа јас не сум слушнал. Само можам да докажам дека уште денеска имавме во раните утрински часови, околу 9 часот, имавме пак дојава, ама тоа сега е рутина кај нас. Доаѓа полицијата, ги евакуираме учениците и пак се враќат. Тоа е целиот процес, 3 или скоро 4 месеци што се бавиме со вакви работи. И не знам до кога ќе се заврши ова работа, бидејќи немам и конкретно нешто од полицијата или од институциите дека бидејќи вакви работи тешко се наоѓаат. Сега чекаме некои официјални одговори од службите.